За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите италијанска супа со равиоли. Во тенџере со вода на оган ги ставаме коцките и копаните да се варат. Во длабок сад кршиме 2 јајца. Посолуваме. Го додаваме брашното. Мешаме со лажица. По потреба налеваме вода. Нарасуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажицата. Потоа го вадиме тестото од садот и продолжуваме да го месиме со раце на набрашната работна маса. Го враќаме тестото во садот. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Го тргаме тенџерето од оган. Копаните ги вадиме од тенџерето и ги ставаме во длабок сад. На набрашната работна маса од тестото со сукалка разлекуваме кора. Потоа со алатка ја сечеме кората на квадрати. Ги редиме квадратите еден врз друг. Ги отстрануваме кожата и коските од копаните. Пилешкото месо ситно го сечкаме. Во тенџере на оган со загреан путер го пржиме исечканиот кромит. Кршиме едно јајце и го матиме со вилушка. Откако кромидот ќе омекне, во тенџерето го додаваме исечканото месо. Откако месото ќе се испржи, го тргаме тенџерето од оган. Половина од квадратите редиме на работната маса. Со четка ги премачкуваме со изматеното јајце. Врз секој квадрат нанесуваме од филот со месо. Потоа врз филот покриваме со уште еден квадрат тесто. Ги притискаме краевите на тестата со прсти за да се залепат. Со тенка винска чаша притискаме околу филот. Со вриената вода во тенџерето на оган ја посолуваме. Ги ставаме равиолите да се варат во тенџерето. Тенџерето со сварените равиоли го тргаме од оган. Со лажица решетка ги вадиме равиолите од тенџерето и ги ставаме во чорбалак. Ги нарусуваме со рендан пармезан. Потоа со црпалка ги преливаме равиолите со пилешката супа. Украсуваме со листови макдонес. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 минути. Добар апетит!